Нашите читатели се заинтересирани што вообичаено се презема како дејство за празнување на утрешниот празник. Дали е тоа првото утринско одење во црква, земање на молитва, завршуваат постите, причестата, како изгледа еден ден кога се празнува овој голем христијански верски празник? Овој празник се празнува секогаш на истиот ден, нели? По стариот календар тој е 15 август, по новиот 28. И на овој празник му претходи двонеделен пост, кој е сличен на овој великденскиот пост. И по завршувањето на постот фактички доаѓа денот на празникот и кој завршува со литургија стандардно како што е вообичаено, и луѓето што се подготвувале за причестување, ова да речем подготовка двонеделна со пост, ја запечатуваат со причестување. И тоа е основата на празнувањето. Инаку станува збор за Богородичен, еден од главните богородични празници. Што символизира овој празник? Овој празник, вака сега, празниците имаат неколку слоеви постојано, секогаш имаат неколку слоеви, има еден историски слој. Станува збор за упокојувањето на Богородица, Мајката Божја, кое што по свештеното предание, се малку да го појаснам ова со преданието свештена традиција, значи не се тоа традиции кои што имаат 10, 20, 30, 50 години траење, туку станува збор за традиции од самиот почеток на црквата, затоа што тие се како традиции извор на богословието и на животот во црквата. Има запишани некои работи кои што се во Светото писмо, во Новиот Завет, и има некој дел кој што не е запишан и кој што со кој се надополнуваат некои работи, како да речем, во смисла на праксата на црквата, и по кој се водат. Тој дел кој што не е запишан, кој е предаван усмено од генерација на генерација, се нарекува традиција свештена, пошто се однесува на тие работи. И сега, по свештеното предание или свештената традиција, овој настан кој што денес се празнува, значи има и историска димензија. Тој се случува во Ерусалим, доаѓаат сите апостоли на денот на починувањето, упокојувањето на Богородица, со исклучок на апостол Тома, кој доаѓа после 3 дена. И кога бара да се поклони он на телото на Богородица, гробот го отварат и гледат дека телото не е таму, само плаштот со кој се покрива или плаштаницата, едно големо парче платно за покривање, ја наоѓаат таму, и тој настан се слика како ден кога на некој посебен начин Богородица се представува и телесно се издигнува на небото, која е специфична судбина за Богородица, но има значење за секој од нас, бидејќи, како да ви кажам, ако станува збор за Христос, кој е божествена личност, немаме 100% поистоветување со него, бидејќи ние сме земни, не сме божествени личности. Меѓутоа, ако станува збор за Богородица, она е жена која што е 100% како нас, родена од земни родители, нели, живеела во земни околности, така натака. Меѓутоа е потврда на нашата надежда во воскресението, што се однесува на нас луѓето. И сега, како да кажам, во таа смисла е многу значено, заради тоа што христијанството е вера
во победата на животот над смртта. Ова пак, како и многу други работи, е значаен празник заради тоа што го потврдува тоа дека таа судбина е наменета за секој од нас, не е само за поединечни личности кои имаат поединечна лична историја или поединечно потекло и така натака, туку се однесува на сите нас.